Граѓаните на Битола во текот на вчерашниот ден имаа можност да го посетат штандот на проектот Македонија вработува 2, поставен на плоштадот Магнолија, и директно да се информираат за поволностите кои ги нуди овој проект. Представници од Агенцијата за вработување на големиот број заинтересирани граѓани подетално ги објаснија условите, начинот на аплицирање и критериумите. Моментално сме, како што кажавте, во Битола да ги промовираме мерките за вработување, за ослободување од плаќање на придонеси, што на фирмите, што на невработените лица кои што се заинтересирани, веќе можат и како само вработување да ги искористат. Повторно имаме 5 целни групи како и во минатиот проект. Заинтересираноста е голема, до сега веќе имаме 128 вработувања, значи за помалку од еден месец. Пријавување исто, значи постои голема заинтересираност и во УЈП за издавање на потврдите за да може да се реализира вработувањето. Од Центарот за вработување од Битола велат дека има голема заинтересираност од граѓаните и компаниите од Пелагонискиот регион за учество во проектот Македонија вработува 2. Веќе почнуваат и кај нас барањата ги примаме, значи во Центар за вработување Битола. Работодавачите веќе се информирани, невработените лица исто така ги добиваат информациите на шалтер, така што веќе постои интерес, постојат и барања кои што се веќе примени. Додека со првиот проект Македонија вработува 1, на ниво на Центар за вработување Битола беа опфатени вкупно 744 лица. Од целна група од 16 до 35 години беше најбројна целна група која што аплицираше и најмногу се вработи од таа целна група. Караванот Македонија вработува 2 во наредните месеци ќе ги посети сите општини и повеќето приватни компании на кои ќе се представат можностите и бенефитите од проектот. Инаку продолжувањето на проектот Македонија вработува е резултат на ефектите што тој ги даде за период од 1 година, како и поради неговиот придонес во намалувањето на невработеноста. До сега преку него се отворени 19.000 работни места во над 10.000 компании.